Добар ден и добродојавте во уште едно издание на Формула 1 македонски. После трката во Имола, седма последователна историска шампионска титула во конструкторите кај Формула 1 за Мерцедес AMG. Честитки до тимот на Мерцедес, подвиг ретко достапен за тимови во историјата во кој било спорт до своите 7 шампионски титули во низа. Апсолутен белег остави оваа доминација на Мерцедес AMG во турбо хибрид ерата, ера впрочем која дојде на инсистирање на Мерцедес под нивната закана во 2012 година дека ќе го напуштат спортот, дека комплетно ќе се повлечат, па Берни Еклстон тука во преговори со Мерцедес ги прифати нивните така наречени blueprints, односно планови за новата Формула 1 и останатото е историја, 7 шампионски титули за Мерцедес и Луис Хамилтон на еден чекор до неговата исто така седма рекордна шампионска титула со која ќе се изедначи со легендарниот Михаел Шумахер во една нетипично тактичка трка за Формула 1. Видовме многу мал број на претекнувања. За жал, оваа патека на Имола, иако е легендарна, иако буди многу спомени од времињата, можеби на Сена, на Шумахер тогаш во Бенетон, меѓутоа и на некои дуели помеѓу Хакинен и Шумахер, овие болиди кои генерираат едноставно преголемо количество на потисна сила, а со тоа генерираат и многу од тие турбулентни воздушни, би рекол, джепови кои ги оставаат за себе. Тешко да се следи болид еден позади друг. И видовте и на крајот по она безбедносно возило, по инцидентот каде што Макс Верстапен откако одлично го престигна Валтери Ботас по негова грешка и беше во борба за второто место, видовме дека неговиот заден десен плевматик едноставно експлодираше и тука настана инцидент. Видовме безбедносно возило, видовме и Џорџ Расел направи почетнична грешка, обидувајќи се да ги загрее плевматиците за безбедносното возило, изгуби контрола. Па тука видовме еден продолжен период на безбедносно возило, останаа само 6 кругови до крајот и доста болиди кои беа со мека компонента на крајот не можеа да претркнат болиди со тврдата компонентна. Едноставно самата конфигурација на патеката не дозволува лесни преминувања и дури и со 20 на кругови постари гуми и на сосема различна смеса. Претекнувањето на оваа патека со овие болиди е навистина тешко. Не било многу што да должам за ова Гран При. Честито за Даниел Рикјардо, уште еден одличен резултат за Рено. Даниел Рикјардо покажува дека е буквално џомба помеѓу овие млади возачи како Саинц, како Норис, како Чарлс Леклерк. Знае точно да ги прочита условите и знае адекватно да го постави својот болид и можеби Рено ја нема брзината, но за константно да се надпреварува за подиуми, меѓутоа гледаме дека вади максимум и еве втор подиум за Даниел Рикјардо во 3 трки, повторно трето место. Борбата помеѓу Рено, Racing Point и Мекларен за тоа трето место во конструктори е потесна од кога било само еден поен ги двои трите тима, односно напред Рено со 135 поени, позади се Мекларен и Racing Point со 134 поени ке конструктори. На вистина ќе биде тесно. Racing Point има мал недостаток што Ланс Строл никако да влезе во бодови, па Серхио Перес со неговите одлични перформанси буквално го носи тимот на своите рамења. Меѓутоа тоа што е, останува да видиме како ќе заврши оваа битка. А вас ве поканувам на дружба доле во коментарите на ова видео. Би сакал да го знам вашето мислење за денешната трка и би сакал ваше типување кој ќе излезе како победник во таа битка за трето место кај конструкторите, дали тоа ќе биде Рено, дали тоа ќе биде Мекларен или на крај Racing Point. Ви благодарам и уште еднаш што го следите каналот Формула 1 на македонски. Доколку ви се допаѓа сторжините, како и секогаш ве молам за лайк, шер и сабскрајб и се гледаме во некоја следна прилика. Поздрав!